Сега, оваа уметност како се вика точно? Уметноста како се вика? Сликарската техника. Сликарската техника е акрилик со шпаква на хартија. Значи како прескаше рековте, тоа е правото им. Да, тоа е. Инаку... А какви мотиви, да речеме, сликате? Цветни мотиви, а исто така и пейсажи, може све да се слика. Че може да изработите и многу комплицирана слика, да речеме, со оваа техника. Да, може да се изработи комплицирана слика, да се изработи низ цел простор. Јас практички го сликам цвеќето, а позадината ја оставам онака каква е од прилика. Зашто цветот ми е најбитен да биде истачен. Ова песна, ова цвеќе е ружа. Има една песна од Блаже Конески, Ружа, која е многу убава, јас се знам напамет, оти ми ја подари Блаже Конески 86 година и бели вака. Ружо со лисје како меки усни, пицутена на полјанка те следам. Те следам скришно, девојченце моје, и само гледам и само те гледам. Ружо, ја сакам оној румен звук што во тебе се таи да го слушнем. Ружо, ја сакам и ќе дојдам вечер, скришем да те гушам. Тоа е многу убава песна. Одличен спој на две уметности сега. Да. Во едно. Точно така. Вие сте академски сликар? Јас сум агроном по занимање, а сликар по локација, иначе имам над 300 изложби во земјата и странство за овие 30 години. Подарувам слики, подарив досега околу 45.000 слики низ цел свет. Имам добиено писмо од мајка Тереза пред 31 година, од Ла Пасионарија, од Џорџ Буш, Горбачов, Сулејман Демирел, Хелмут Кол, Џон Мејџер и многу други. Се имам сретнато со Бутрос Гали, имам писмо и од Перес де Куелјар, од Бан Ки Мун, од Кофи Анан, потоа имам од Горбачов, од Сулејман Демирел, од Кенет Каунда, Вили Бранд, Џорџ Буш. Од сите што нешто значеле во политиката светска. И на Струшките вечери, скоро 30 години, подарувам мои слики, а добивам песни со посвета на сите можни јазици во ракопис. Факсимили. Првата ми е ова Ружа од Блаже Конески, а другите се од други автори. Од детство ли сликате или подоцна откривте овој Како ученик од 5 до 8 оделение многу сликав и Коста Хаджи Антоновски од Битолски Монмартр ми беше учител. А тој мене ме насочи да сликам и да го сакам сликарството, но немав можност да учам во Скопје. Завршив средно земјоделска во Битола, виша земјоделска и факултет во Белград, но после тоа повторно се вратив на сликарството и еве покрај професијата имам над 300 изложби низ земјата и странство, имам изложби во Канада, Америка, Полска, Германија, Италија, Романија, Хрватска, Србија. Во Србија имам најмногу, почнувајќи од Зрењани, преку Јабулка кај Панчево, Белград, Крушеваc, Ќиќеваc, Варварин, Трс, Александроваc, Брус. На самитот на неврзаните 89 имам во Белград, каде подарив 101 слика за сите членки на неврзаното движење. Дали некој од вашето семејство, од блиските го наследи овој замет? Ќерките многу убаво слика, покрај тоа што многу убаво и пее. И таа е педагошки професор на педагошки науки за деца предучилишна возраст. Така да, едната е тоа, другата е агроном исто како мене, со тоа што има и таа група цвеќарство и градинарство, така да на некој начин
можем да бидам задоволен што ете двете ќерки на некој начин имаат дел и од уметноста и од стуката. Така. Кратово иначе имав изложба 98 година, која беше изложбата посветена на средношколците во Република Македонија, што ја организираше Унијата на средношколци. Баш во овај дом беше таа изложба и многу сум среќен што и годинава имам една таква изложба. 30 години после првата моја изложба во 85-та година и вечерва на Лесновскиот фестивал, Лесновските звона. Многу сум среќен што можев да подарам и да насликам едно 30 нови слики. Дамјан че тато преземи сликата. Ајде, ова е за тебе подарок. Благодарам. Ти кој одделение си? Трето?